Понеделник, 27 ноември, кратки вести во 12 часот. Монолитниот габарит на хотел Палас го означува почетокот на модерниот град. Словенскиот архитект Едо Михевци ја добива задачата тука да дизајнира модерен споменик на југословенскиот туризам. Иако неговата изградба на времето била донекаде контроверзна, речиси 50 години важел за еден од најелитните комплекси на езерското крајбрежје. Стои во анализата на порталот marh.mk, специјализиран за македонската архитектура. При крајот на 20-тиот век хотелот влегува во комплициран процес на приватизација, а во 2001-та официјално престанува да функционира. Во 2016 година објектот конечно се заштитува и прогласува како културно наследство. Сепак тоа не ја менува неговата физичка состојба. Без разлика на иницијативите за реновирање, тој веќе 20 на години полека се распаѓа. Веста за бијачките и најјаките охриѓани со кои не смеш да се играш или да ги провоцираш, преземена од популарната Facebook група Муабети од Охрид и околината, деновиве е помеѓу најкоментираните на Facebook профилот на Охрид Прес. Читателите се сеќаваат на едни поинакви и убави времиња, споделуваат сопствени прекрасни приказни за Охрид и околината, за луѓе и настани кои се вистински спомени од едно минато време, некогашниот начин на живот, но и спомени за реални луѓе и настани кои оставиле сериозен печат во времето. Во среда од 19 часот во Центарот за култура Григор Прличев ќе се одржи хуманитарен настан за помош на 22 годишниот Петар Поповски од Охрид. Тој боледува од ретка болест тирозин хидроксилаза дефицит. Хируршката интервенција не е можно да се изведе во Македонија поради што мора да се оперира во Турција и се потребни околу 50.000 евра. Билетите од денес се пуштени во продажба во Црвен крст Охрид и во дел од охридските кафе барови. Помош може да се донира на отворената сметка во Халк банка или со јавување на броевите 143460 на А1 и 143128 на Телеком. Времето денес сончево и студено, максималната температура во Охрид до 3 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.